Me moton të akthejmë buzëqeshën fëmijëve, ambasada e parë në botë Međashi, sot mbush 30 vite. Kako je чувството да си дел од амбасадава Međashi? Па во моментот кога прославуваме 30 години е доста тешко да се опише впрочем што све е поминато и направено и што све е пред нас, меѓутоа на волку драги луѓе некое чувство на благодарност за можноста да се биде активен низ каналите на оваа организација. И се она што е направено во сите различни области со различни луѓе, баш е некое чувство на убава возбуда. Може да се осврнеме наназад, но исто и со едното око нанапред да видиме што не чека. Кој е следниот чекор на кој амбасадава Međashi ќе ми ја врати насмевката на децата? Па, детските насмевки ни се чини никогаш помалце не биле во мода и затоа е токму и мотото, ај да пробаме да ги вратиме, да видиме што ги радува децава, каков свет им оставаме, што е потребно за нив денеска да се направи, какво образование, какво здравство, каква животна средина, колку ќе бидат вклучени во се она што се однесува до нив. Ај малце да ги слушаме децава, да пробаме да се потсетуваме на секојдневно ниво како да направиме среќно барем едно дете околу нас. Кажете ни нешто повеќе за проектот Ало Бушавко. Ало Бушавко е ребрендирање на нашиот стар добар SOS телефон негде. Се обидуваме да биде подостапен за децата, да можеме автентично да слушнеме кои се нивните проблеми од нив самите, иако бројот на зголемени јавувања зборува и за потребата на самиот телефон, меѓутоа и за тоа дека луѓето препознаваат дека може да се прашува и побара помош и да се надеваат дека проблемите, ако не се решат сосема, барем малце ќе се намалат или барем дел од нив ќе бидат решени. Која е вашата порака за публиката? Па да пробаме да ја шириме солидарноста и емпатијата со ние околу нас на кој што им е потребно во овие времења кои што се осем лесни и негде да црпиме добро чувство дека е возможно. Еве нашава 30 годишна негде покажува дека може да се биде предаден и да се работи постојано и да се инспирира од други луѓе, да ги инспирираме другите луѓе, да градиме чувство на заедништво. Гледаме дека на позадина оди аукција. Нешто повеќе за овој настан? Аукцијата е направена да пробаме да донираме да собереме средства од донации за активности кои што не ни се покриени, кои што сметаме дека се важни. Пред се, тоа е телефонот Ало Бушавко за кој што сега зборуваме. Međashi впрочем и се обидува без оглед на што проектно го работи, постојано да наоѓа средства, да наоѓа начини како она што сметаме дека е важно може да биде покриено и да биде одржливо, а да не зависи од финансии и само од проектни пари. Pranë me kam Fatmira Ajdarin, pjesëtare e organizatës Međashi. 3500 денари. Ангелче Сашука и пакет маски в Италија. Ndjenja është shumë e mirë, aq më tepër sot kur festojmë 30 vjetorin e themelimit të organizatës, e organizatë e cila kryesisht domethënë avokon edhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Këtu jemi në pjesën apo në këndin e historisë së kësaj organizate. 5500. Po. Themelimi Themelimi i ambasadës të fëmijëve Međashi është me evakuimin e fëmijëve refugjat nga Bosnia dhe Hercegovina, me një apel të cilin njëra nga themelueset Gordana e ka lexuar apelin në televizionin e radio televizionin e Maqedonisë për evakuimin e fëmijëve të cilat kërkojnë ndihmë nga ne që të largohen nga patrat e luftës në Bosnjë. Këtu ne e kemi bërë një ekspozit me ato fillimet, me dokumentat e para. Këtu përpara kemi një valigje ku njëra nga refugjatët e cila ka qëndruar në Maqedoni, një nën me dy fëmijë, ka udhëtuar në Danimar. Edhe mandej na ka dërgu valigjen si kujtim nga ajo kohë, edhe disa dokumenta të cilat i ka pas si kujtim, disa vizitkarta dhe kështu me radhë. Dhe mandej pjesa tjetër janë dokumenta të cilat datojnë nga fillimi, domethënë nga viti 1992. Ajo të cilën do të kisha dashur që është e veçantë edhe karakteristike, për shembull, që nuk e kemi as është pasaporta e përbashkët, të cilën me iniciativë të refugjatëve është
botuar, domethënë është lëshuar nga Ministria një pasaporteve përbashkët me të cilën refugjatët kanë udhëtuar për në vendet e tjera. Këtë për momentin që e kemi të eksponuar është e papërdorur, e pashfrytzuar, kurse ato të tjerat ato i kanë marrë me vete. Е 2000 денари, минималната цена за почеток на ова пак надавање е 500 денари. Подарокот со овој експонат е ваучер за еднодневна обука од Универзитетот на Megjashë, gjatë gjithë punës të saj, gjatë gjithë angazhimit që nga fillimi edhe deri në edhe çdo ditë, synimin e ka edhe që të ketë një botë më të mirë për fëmijët. Motoja e Megjashit është një botë më e mirë për fëmijët. Këtë e mundohemi të arrijmë edhe nëpërmjet programeve të ndryshme të cilat janë aktive në ambasadën e fëmijëve të Megjashit, por edhe nëpërmjet evenimenteve të tilla. Ajo të cilën ne e kemi cilësi nga janari 2020 është platforma Lobushavko, të cilën është më interaktive për fëmijët të rinj, të cilët mund të kërkojnë ndihmë ose domethënë mund të drejtohen për problematikat e tyre të cilat i kanë. Pranë me është Dragi Zmijanac, themelues i organizatës Međaši. Kako je čustvото да се биде дел од Međaši, основач за 30 години? Кога гледам 300 луѓе заедно тука во оваа сала во овие 30 години, 3 децении, кои навистина ни веруваат, не почитуваат она што го работиме и има ефект, резултати од сето тоа што го работиме. Јас сум импресиониран од тоа како е можно во една толку мала земја како што е Македонија да постои, екзистира толку голема светска идеја како што е првата детска амбасада во светот Меѓаши со многу конкретни резултати и активности. Денеска ја имаме монографијата, краткиот филм, долгиот филм, долгата монографија, донаторска вечер која треба да помогне да Ало Бушавко СОС телефонската линија има одржливост од одговорни луѓе, индивидуалци и компании која обстојува веќе 29 години, која е директен сервис за помош и поддршка на децата со многу донатори и спонзори кои ги гледате во позадината. Немам зборови, мислам, ви благодарам за поддршката и вас како медиуми и мислам дека само вака, ако ни давате поддршка и простор, можеби ќе ви дајте дополнителна мотивација да продолжиме. На делот на историјата кој што беше изложено, видовме дека сте поминале на долг период од вашето искуство и на почетокот сигурно било тешко да биде дел од оваа организација. Беше ни нешто повише за почетокот на организацијата. Беше тешко затоа што тогаш почна војната во поранешна Југославија и знаете кога има војна не се бираат средства, треба да се помогне на децата бегалци. Јас споменав во моето обраќање дека Гордана Пирковска Zmijanac го даде апелот за згрижување на децата бегалци. Всушност тој апел неизин не убрза да ние како граѓанска иницијатива и се формираме официјално во граѓанска организација која еве игра улога цело време со конфликтите на балканските простори, не само војната во Босна и Херцеговина која згриживме 60.000 деца, потоа имаше косовската криза која работевме со децата бегалци во камповите Чегране, Радуша, Непроштено, Бојане и така натаму. Па потоа имавме конфликт во 2001 во Македонија кога ги отворивме вратите за децата од Арачиново внатрешно раселени, па мигрантската криза од кои мигрира од Сирија, па имавме хуманитарна помош за децата од Сирија во Турција. Сега сме во контакт со една украинска организација околу состојбата со Украина, значи проткаено е цело време со некакви конфликти, војни и едноставно мислам дека првата детска амбасада во светот Меѓаши ќе постои се додека има потреба, а најголема потреба е да се спасуваат детски животи, посебно кога има војни. Јас вечер како Меѓаши слави 30 години, јас славам 10 години од мојот скромен јубилеј.
Бидејќи 10 години сум во Меѓаши, прво како член мировник во мировно образование, а веќе 3-та година во Ало Бушевко, телефонот кој што работи 24 часа за сите дечиња и за сите жители на нашата република. Нешто неверојатно, нешто најубаво што може да се искаже е да се работи во Меѓаши, бидејќи Меѓаши не е само прва детска амбасада во светот. Меѓаши е фамилија, Меѓаши е семејство, Меѓаши е нешто што не може човек да најде зборови да опише каква хармонија и каква благодат е да се членува, да се работи и да биде човек член на самото Меѓаши како организација невладина. Тука сме на делот на да го наречам каче на ангелите. Да, убаво. Ви благодарам, уште до сега никој не го нарекол каче на ангелите. Да, ова е делот од нашата аукција, која ќе започне за некоја минутка, бидејќи оваа наша роденденска гала вечер всушност е конципирана да има дел во која што нашите гости ќе можат да донираат, ќе можат да ја помогнат работата и ќе дадат поддршка на Меѓаши, така што нашите ангелчиња кои ги забележувате овдека се дел од експонатите кои ќе бидат понудени на аукцијата и се надевам дека ќе отидат во раце на оние луѓе кои навистина ќе ги ценат, ќе ги сакаат и ќе ги почитуваат онака како што беа и создадени, со многу љубов. Бројни шампиони во латиноамерикански стандард танци, така да мислам дека уште еден аплауз заслужуваат сигурно. Благодарам што ја